Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. По наредба на обвинителството, полицијата вчера вечерта привела уште едно лице од кое ќе бара одговорност за пожарот во Кочански Пулс. Како што утрово информираше обвинителството, станува збор за лице кое било реален собственик на агенцијата за обезбедување која вечерта работела во Пулс. Оттаму објаснуваат дека осомничениот раководел со агенцијата за обезбедување, а во Пулс обезбедувањето било ангажирано без никаков договор. На товар му се става тоа што пропуштиле малолетници во дискотеката, дозволиле да се наполни над капацитетите, но и дозволиле во неа да влезе пиротехниката. Врз основа на судска наредба вчера беше извршен претрес на две локации во Скопје и во Пробиштип, како и во автомобилот на осомничениот, при што беше одземена обемна документација поврзана со правното лице и електронски уреди. Лицето е лишено од слобода и со оглед на сите околности и законски основи, јавниот обвинител денеска до судија на претходна постапка од Основниот кривичен суд во Кочани ќе достави предлог за определување на мерка притвор, се вели во соопштението на обвинителството. Информацијата утрово ја потврди и полицијата, од каде објавија дека станува збор за лицето Александар Нацев, кое што порано поминувало низ структурите на ВМРО-ДПМН. Владата активира телефонска линија за комуникација за повредените во пожарот во Пулс, но и семејствата на жртвите. Од владата објаснуваат дека на телефонската линија, која ќе биде директна комуникација со канцеларијата на премиерот, од денеска очекува граѓаните да ги искажат своите потреби и барања, како и да дадат своји предлози за тоа како би можело да им се помогне. Од владата вчера најавија одлука со која одморалиштето во Пониква ќе му се стави на располагање на Министерството за здравство и таму ќе може на повредените лица на кои им е потребна дополнителна здравствена нега да им се пружат сите соодветни услуги. Од владата објаснуваат дека станува збор за објект кој има 27 соби и 56 легла и кој дополнително ќе добие медицински кадар кој би работел со повредените. Како влада сме целосно посветени да обезбедиме здравствена заштита на повредените од трагедијата во Кочани. Дополнително ги замолуваме политичките партии да се воздржат од некрофилија и да дозволат случајот целосно да го водат институциите, се вели во соопштението кое што го објави владата. А по пожарот во дискотеката Пулс, нашиот штипски дописник јавува дека мал број граѓани побарале помош од психијатрите и тоа се главно млади луѓе кои за разлика од постарите почесто се решаваат да разговараат со стручно лице. Кочанските психијатри за сител апелираат душевната болка да не се смирува со алкохол и апчиња кои не се препишани од лекар. Трајан Ристовски на оваа тема. По трагичниот настан во дискотеката во Кочани, кога животот го загубија 62 млади лица, а над 200 беа повредени, што остави силна душевна болка на членовите на нивните семејства, роднини и пријатели, многу малку повозрастни граѓани побарале помош од психолог. Помладите повеќе се охрабруваат да ги посетат ординациите на психолозите и психијатрите, но за жал, постарите луѓе тагата ја смируваат со чашка алкохол. После трагедијата имаат потреба, би рекол, од психолошка поддршка. Тоа не се свестено само за да примене таблети, значи може да дојде чисто да разговара. А кај нас уште постои, пред тоа постои таа социјална стигматизација што се нарекува. И поради тоа луѓето не се охрабруваат да, поготово би рекол генерацијата овде повозрастната од 60 години, проблемот повеќе го решаваат со земење на алкохол. Меѓутоа, конзумирањето на поголеми количини алкохол или земањето на таблети без препорака на лекар може да предизвика дополнителни здравствени проблеми. Затоа доктор Иванов апелира навремено да побараат помош пред да се доведат во депресивна состојба. Кај нас за жал многу проценуваат по алкохолот кој доведува до веќе органски заболувања. Значително, а така и земје на таблети по нечија препорака на комшија, на соседка, во смисол, еве јас земам, ово ми помогна, земи ти, така да тоа ќе може да доведе до значително нарушување на неговата и ментална, а и може и органска состојба на пациентот. Во Кочанската болница, освен психолози и психијатри од Кочани, помош има и од лекари од клиниките од Скопје, кои се ставени на располагање на граѓаните, засегнати и погодени од трагедијата во дискотеката Пулс. За Сител, Трајан Ристовски.
За денеска предпладне во собранието беше закажана седница по која владата очекува да ги пополни празните столчиња во кабинетот на премиерот Мицкоски, откако Арбен Таравари реши да го напушти владачкото мнозинство и да замине во опозиција. На дневен ред се предлози за еден министер и еден заменик. Одиме во собранието во живо. Таму ја очекувам колешката Ивана Соколович Најдова, која што од утрова следи оваа седница. Ивана, почна ли седницата за избор на нов министер и еден заменик? Александар, пред неколку минути започна седницата овде во собранието, на кое што две точки се, како што споменати, изборот на нов министер за здравство и заменик во ресорот земјоделство, водостопанство и шумарство. По едночасовна пауза, која што ја побараа пратениците од левица, почнува работата на оваа седница, на кое што власта очекува да бидат пополнети овие празни позиции, откако, како што рече ти, Арбен Таравари одлучи да ја напушти владината коалиција. Како предлог на премиерот Мицкоски за ресорот здравство, односно за нов министер е предложен Азир Алију од коалицијата Вреди, кој што доколку по оваа расправа која што се очекува да трае подолго во текот на денешниот ден, тој треба да биде избран со 61 гласа на пратениците. Во она биографија на Алију стои дека иако е професор, универзитетски професор по информатика, тој веќе обавуваше министерска позиција од 2023 до 2024 во ресорот информатика, но токму ова искуство и неговото богата биографија за власта е поент плюс, односно можност тој подобро да менаџира со овој сектор кој што била, како што велат, во лоша состојба. На дневен ред е изборот на заменик министер во ресорот земјоделство. Таму е предложен Албрим Хоџа, кој што треба да го замени Флакрон Беџити, кој што исто така беше кадар од Алијанса на Таравари. Се очекува и овој предлог денеска да биде изгласан, односно тој да стане нов заменик министер за земјоделство. Се уште се очекува името за оној кој ќе биде заменик министер за одбрана по оставката на Елфет Исмаили од оваа позиција, која што одлучи да замине заедно со Таравари од владата. Од владиното мнозинство вела дека предлогот за оваа позиција се уште се очекува и ќе биде ставен на дневен ред на некоја од следните седници. Од утре во пресрет на оваа денешна седница за избор на новите министри во владата на Мицкоски стигна тие првични реакции претежно од албанскиот политички блок. Од Алијанса обвинуваат дека Азир Алију е името кое што барало да се припоедини Алијанса до Ахметија, тој сега ќе станува министер во владата на Мицкоски, а за Влин пак тоа е соодветното решение за оваа позиција. Во моментов започнува, како што споменав, со работа парламентот и ќе се расправа по оваа седница. Најдоцна до вечерва на полнок треба да заврши и гласањето според деловничките правила. Александар, остануваме во собрание да следиме дебатата, како ќе се развива таа, кој ќе бидат образложенијата и на власта, но и на опозицијата за изборот и на Алију и на Хоџа ќе пренесеме во следните вести. Да, Ивана, ти благодарам. Беше тоа Ивана Соколович Најдова, која што ја следи денешната собраниска седница за избор на нов министер. А со завршни зборови на обвинителството, Скопскиот кривичен суд денеска го продолжува судењето за случајот за убиството на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. На изминатото рочиште заврши доказната постапка од судењето, кое почна уште во септември минатата година. На судењето за убиството на Вања и Панче беа сослушани повеќе лица, вклучувајќи ги семејствата на жртвите, службени лица, инспектори, познаници и соработници на обвинетиот Љупчо Палевски. Обвинителството изведе и материјални докази, како видеоснимки, електронска комуникација и предмети собрани од местото на настаните. Обвинетите на почетокот од судењето изјавија дека не се чувствуваат виновни, а прво обвинетиот Палевски низ целиот процес тврди дека ова е политички монтирано судење. Вања и Панче беа пријавени за исчезнати на 24 и 27 ноември, а на 3 декември 2023 беа пронајдени мртви во близина на Скопје и Велес. Ова рочиште се уште е во тек, детали ќе имаме во вестите во 16.
По налог на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, полицијата утрово го привела струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов. Информацијата ја потврдуваат од МВР без повеќе детали. Според неофицијалните информации, Крмзов е еден од осомничените во пријава која опфаќа повеќе физички и правни лица. Се уште неофицијалните информации велат дека преку фиктивно прикажување на добивки и симулирано плаќање на даноци се изведувал организиран незаконски поврат на ДДВ. Со помош на фиктивни фирми, непостоечки физички лица од Косово и други земји се оформувале лажни трансакции како параван за изигрување на законот. Нелегално стекнатите средства, според неофицијалните информации, завршувале во приватни джепови, а потоа се переле и легализирале преку градежниот сектор. Полицијата вршеше претрес на имотите на Крмзов уште во септември минатата година, а судот на барање на обвинителството му го одзема и пасошот. Струшкиот суд го ослободил од обвинение струшкиот градоначалник Рамис Мерко во предметот кој против него го водеше обвинителството за организиран криминал за набавката на луксузното Ауди вредно 64.000 евра. Судот оценил дека Мерко немал намера да стори кривично дело при набавката на автомобилот. Обвинението против Мерко беше поднесено во март минатата година. Струшкиот градоначалник, кој се наоѓа и на црната листа на САД, е осомничен за 30 на кривични дела, а против него се водат повеќе судски процеси. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска престојува во работна посета на Астана. Посетата се реализира на покана на заменик премиерот и министер за надворешни работи на Република Казахстан Мурат Нуртелеу. Како што информираат од Министерството за надворешни работи, во рамки на посетата Муцунски покрај средбата со министерот за надворешни работи ќе има и билатералки со министерот за трговија и интеграција на Казахстан, како и со гувернерот на меѓународниот финансиски центар на Астана. Министерот за економија промовираше две нови мерки за вработување на млади, но и на лица од посебни општествени групи. Станува збор за помош која владата обезбедува за почнување на сопствен бизнис или за легализација на неформалните бизниси. Првата мерка е намената за лица постари од 29 години и предвидува финансиска поддршка во износ од 430.500 денари за основање на нов бизнис. Во специфични случаи за обработување на лица со попреченост се нуди и дополнителна поддршка до 250.000 денари. Втората мерка е креирана за младите до 29 години возраст, кои имат можност да добијат поддршка до 615.000 денари за создавање на сопствен бизнис. Двете мерки вклучуваат и обука за претприемништво, изработка на бизнис план според стандардниот модел на Агенцијата за вработување, како и менторство во трајање од 6 месеци за целните групи. Вклучувајќи лица со попреченост, припадници на ромската заедница, жени од руралните средини што започнуваат агробизнис, како и жена од ранливи категории. Категории што може да аплицираат се невработени лица евидентирани во Агенција за вработување, корисници на гарантирана минимална помош, лица со попреченост, повратници од странство, жени жртви на родово и семејно насилство, како и граѓани кои сакаат да ја формализираат својата досекашна неформална дејност. Припадници на македонската армија вчера попладне успешно евакуирале планинар кој се здобил со тешки повреди при пад во провалија во близина на Ливадичкото езеро на Шарпланина. Според информациите кои ги соопшти Центарот за управување со кризи, хеликоптерска екипа на армијата успешно се спуштила на непристапниот терен и успеала да го имобилизира повредениот кој при падот добил серија скршеници на рацете, нозете и колкот, при што имал и обилно крварење. Потоа тој бил внесен во хеликоптерот и префрлен во болница на понатамошен третман. Припадници на армијата денеска до 16 часот ки изведуваат вежби во Охридското езеро во близина на езерската полиција, информира СВР Охрид. Станува збор за специјалците на армијата кои, како што е наведено, ќе употребуваат специјални звучни ефекти и ќе изведуваат различни вежби. Сите активности во рамките на тактичко-техничките активности покрај воено ќе имаат и полициско обезбедување, што ќе го извршуваат припадници на полициската станица Охрид и на езерската полиција, велат од МВР. Оттаму апелираат до граѓаните да ги почитуваат насоките кои ќе ги добиваат од полициските службеници.
Лицата со телесен инвалидитет да излегуваат од своите домови и да се дружат и забавуваат, бидејќи тоа е најдобриот начин да бидат слушнати, а нивните потреби препознаени. Преку креативни работилници и спортски активности од Охрид доаѓа пораката дека дружењето не прави посилни. Нашата охридска дописничка Нина Ритоновска нова тема. Лицата со телесен инвалидитет преку креативни работилници и спортски активности испраќаат порака дека треба да бидат видени во државата. Иако на почетокот соочени со болеста која ги лишила од многу работа и ги врзала за колички не бил лесен, сепак прифаќаат дека животот продолжува и не застанува тука. Се борат и функционираат во општеството. Да, и мене некогаш ми било кога го добив мојот инвалидитет, зборувам лично за мене. Така да, ама животот мораше да продолжи, не застанува тука. Сега тоа што е, какви сме, такви сме, затоа ние треба да излегуваме. Напротив, затоа ги правиме и овие дружби, за да видат тие лица што седат дома дека ние нормално живееме, у смисол дека треба да се дружиме и да се активираме во например, во вакви спортови, во креативни работилници, поезија, музички настани правиме. Дружењата меѓу себе ги прават посилни со од големо значење за размена на искуства, имаат и цел да помогнат на лицата со попреченост да излегуваат од домовите, да се забавуваат, едуцираат и социализираат. Овој пат има од повеќе градови на Македонија, значи не сме само Мобилно Скопје. Мобилно Скопје се само организатори, а дојдени се и од соседна Србија, од 3 града, од Лесковац, Врање и Инчијан близу до Белград и неколку души од Рума. Ваквите дружења, ваквите корелации се од огромно значење, од тоа што се видливоста се сколемува, конекциите се сколемуваат и искуствата се секогаш оние кои што се на првата борбена линија, кои што на нам ни се неопходни, бидејќи секогаш нешто од нив учиме едни со други за некои новитети, за некои ситуации. Инаку Мобилно Скопје брои 2700 члена со телесен инвалидитет. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Вести од светот во избор на Марија Ников. Во српските градови Заечар и Косјерич вчера се одржаа избори за советници во собранијата на локалната самоуправа, каде граѓаните избираа помеѓу 8 листи во Заечар